Трошокот го плаќаат граѓаните на Република Македонија и тие треба да знаат дека при задолжувањето треба да има правила како оди таа процедура. Не можеме ние да земаме кредити, да се задолжуваме, министерката да ја нема 5 дена во министерството, комотни сме, имаме ликвидност и нема за што да се грижиме и да ќе кажеме јасно, буџетот е во стабилна состојба и ликвиден. Имам испратено повеќе од 16 барања кои што се заглавени во моментот во кабинетот на министерката на одобрување, па потоа ќе бидат вратени кај мене, односно одговорени на моето барање. Така да јас во моментов немам и после 2 недели работа никаков одговор добиено од министерката по однос на моите упатени прашања. Воедно она што е најклучно и најбитно. Првите 2 барања кои што ги упатив беа поврзани со вработувањата. Годишниот план за вработување, вие гледате секојдневно и во јавност, а и до мене стигнуваат информации дека имаме постојано потпишување на согласности за вработување. За мене тоа е класичен изборен подкуп. Ние за тоа ја информиравме министерката, чекам да видам што ќе ми одговори она. Но повеќе од јасно е дека во последниве месеци имаме повеќе од 4000 нови вработувања. Буџетот е во добра кондиција, финансиите се стабилни. Минатата година имавме добра динамика на наплата со реализација на проекцијата на вкупните приходи од 97%. Вашата колешка заменик министерката минатата недела обвини дека Министерството за финансии ја задолжува државата, односно ги задолжува граѓаните, од една страна, од друга страна вели дека соработката и не била баш на највисоко ниво. Каква е во моментов соработката и каде е кочницата пред се? Значи, соработката е на, јас би рекла, на професионално, коректно и солидно ниво. Значи има соработка во однос на проток на информации, во однос на доставување на барања и одговарање на барањата. Секако, како што посочив и во излагањето, во наш заеднички интерес е да работиме за доброто на државата и треба пред се тоа да е на прво место и прв приоритет. Во однос на обвинувањата, како што кажувате, за евентуални задолжувања, јас тука би укажала, тоа се однесуваше на последната аукција, која што беше редовна аукција на хартија од вредност. Воопшто се работи, значи, за јавниот долг би укажала дека е значително стабилизиран, значи сега изнесува на крајот на третиот квартал 47,7%, за споредба од пред 2 години тој изнесува 48,8%.